Благодарам, почитуван председателя, почитувани колеги. Јас би сакал мојата процедурална интервенција да искористам за еден предлог што сметам дека ќе биде прифатен и од председателот и од членовите на комисијата, а тоа е следново. Разговараме за Законот за државјанство, односно за измени и дополнување во Законот за државјанство, кој што е закон кој што има поширок политички интерес за целата држава. Самото присуство на комисијата покажува колку е голем интересот и самото присуство на јавноста исто така е еден доказ за тоа, но и не треба да одиме подалеку. Сепак Законот за државјанство е еден од темелните за кој што секоја држава на свој начин си определува какви правила и услови ќе постави. Тука би се повикали на една, би рекол, противречна изјава која што самиот председател на комисијата ја даде пред известно време како аргумент за она што ќе го побарам процедурално, а неговата изјава беше дека предлог Законот за измени и дополнување на Законот за државјанство се толку неусогласени и противречни што не може тој предлог закон со никакви други амандмани да се доведе во ред. Од прилика така беше изјавата на господин Талевски која што ја даде за првичниот предлог текст на Законот за измени и дополнување на Законот за државјанство, што значи дека денес ние очекуваме да имаме нов предлог текст на Законот за државјанство кој што би бил во согласно со Конвенцијата на Советот на Европа, кој што ја регулира оваа материја и да може тој предлог текст да има некоја подобра конвенционална форма и истата да може да биде добар предмет за дискусија и за аргументи по овој закон. Затоа според мене би било добро комисијата наместо да ги продолжи разговорите и дискусиите за предлог законскиот текст кој што од председателот на комисијата беше оценет како несоодветен и текст кој што не може да се поправи со било какви амандмани, согласно член 145 од деловникот на за работа на Собранието на Република Македонија за предлог законот кој што е од поширок интерес, Собранието да организира, односно комисијата, а потоа и Собранието да организира јавна расправа. На таа јавна расправа би можеле да бидат поканети повеќе институции кои што се надлежни за оваа проблематика. Тоа би биле Министерството за внатрешни работи, Министерството за правда, би бил Хелсиншкиот комитет, би биле други здруженија, агенции, државни или специјализирани на оваа тема, би имало представник на Советот на Европа преку нивната канцеларија во Македонија и слично, и една таква јавна расправа би можела нам да ни даде поширока платформа за разговори и размена на аргументи на оваа тема, за да можеме да дојдеме до еден посериозен, усогласен текст за Законот за државјанство, за да може правилата, тие кои што се сега утврдени и кои што во иднина дополнително би се надополниле, да бидат издржани. Да не бидат правила на Законот за државјанство кои што биле договорени помеѓу една или две политички партии, туку да бидат правила за начин на стекнување на државјанство или за губење на државјанство или за двојно државјанство или за години за престој, што и да е поврзано со оваа проблематика, со цел граѓаните да го остварат тоа право кое што им следува, но да бидат долгорочно издржани правила кои што нема да и ги имаат слабостите кои што се констатирани од многу луѓе во овој момент и тие слабости повторно во некоја друга политичка констелација да предизвикаат дополнителни измени кои што биле краткотрајни и паушални. Затоа моето барање и процедурална интервенција е од страна на председателот на комисијата и членовите на комисијата која што расправа по овој предлог закон за измени и дополнување на Законот за државјанство да се прифати предлогот за организирање на јавна расправа и таа јавна расправа да се припреми во најбрз можен рок со поканување на сите надлежни институции и заинтересирани стручни здруженија кои што би можеле да ни дадат помош, стручна помош, за да имаме
што поиздржани интервенции, доколку се потребни, во Законот за државјанство. Тоа е мојот предлог, а се повикувам, како што кажав, прво на поширокиот интерес. Самиот закон е од таква проблематика, има поширок интерес за целата држава и за сите граѓани на Македонија. И второ, се повикувам и на она што претходно председателот го спомена на комисијата пред известно време како изјава, дека сегашниот предлог закон е непоправлив. Со било какви амандмани, дека е прилично противречен, контрадикторен и неговата оценка беше дека е непоправлив со било каква амандманска интервенција. И третиот аргумент е тоа што ваквиот предлог закон за измени и дополнувања на Законот за државјанство не ги опфатил сите чинители во општеството кои што се релевантни за да се случат овие дополнителни измени. Не мислам само на политичките представници во собранието, и тука не се опфатени сите, но мислам и на поширокиот спектар во државата, на оние надлежни институции, издруженија на граѓани и експерти кои што имаат многу поголемо искуство од договорот помеѓу една или две политички партии и имаат многу поиздржани аргументи кои што се во согласност со Конвенцијата за државјанство на Советот на Европа, која што е донесена, мислам, 1997 година. Благодарам многу.